од 9 и 10 тест, задачата број 5 од 4 тематски тест. Тест 9. Оловна топка со радиус 6 см е претопена во цилиндар со основа еднаква на големиот круг. Колкава е висината хаш на цилиндарот? Еве ми топка претопена во цилиндар. При тоа, основата на цилиндарот е еднаква со големиот круг на топката. Тоа значи дека радиусот на цилиндарот е еднакво со радиусот на топката. Волумена топка еднакво со волумен на цилиндар во овој случај. Волуменот на топката 4πr на трета врз 3 еднакво на волумен на цилиндар π по r на квадрат по h. Замислувам единица тука во именител, накрасно ги множам. 3 по π по r на квадрат по h е 3πr на квадрат h. 1 по 4πr на трета е 4πr на трета. Од тука h еднакво на тоа што го множи непознатото се веќе дели, реченица која често пати ја повторувам кај моите ученици. H еднакво на 4πr на трета, што го множи непознатото, ова 3πr на квадрат ке дели, значи ке види во имените. Го редуваме тоа, π со π се крати, r на квадрат со 1 од r на квадрат се крати, останува само r тука. H еднакво 4 по радиусот беше 6 врз 3. 3 и 6 се кратат, останува 2 по 4. Тоа е 8. H е 8 см, 10 поединно си ова. Тест 10, 5 прашање во едно последно задача, се извинувам, во едно последна задача од овој тематски тест. Задачата гласи: даден е рамностран цилиндар. Околу него е опишана топка и во него е впишана топка. Докажи дека плоштината P на цилиндарот е аритметичка средина од плоштините P1 и P2 на топките. Овде изработив нешто во 3D, да го погледнеме. Тоа ми е основата на цилиндарот. Еве во целиот цилиндар. Можеме да го погледнеме од повеќе агли. Се уште нова техника, ова 3D. Се извинувам што недоволно ја познавам, затоа што дел од текстот ми се јавува и овде. Доколку некој може да ми помогне, би бил благодарен. Некош повеќе текст ми се, некош помалце. Да видиме понатам. Еве топка опишана околу него. Еве ми топка со ова друга плавкаста боја, која е впишана во него. Ово да погледнете од повеќе агли. Ајде вака да видиме. Висината на цилиндарот тоа е нека ова O1, O2. Висината на цилиндарот е еднаква со 2 радиуси. Основата на цилиндарот е еднаква со големиот круг на помалата топка. Значи, помалата топка и цилиндарот имаат еднакви радиуси. Ајде да погледнеме сега што понатаму имаме.
Еве таа впишаната топка. Тоа е цилиндарот, впишана топка. Еве го радиусот. Од висината на цилиндарот е еднаква на 2 радиуси. Еве го R1, радиус на опишаната топка. На што е еднаков тој радиус? Лилава боја, R1, исто е тој радиус. Ова растојание е радиус на цилиндарот. И ова е радиус на впишаната топка, која имаше еднаков радиус со цилиндарот, на основата на цилиндарот. Значи, тој агол од 90 степени, според Питагорова теорема, R1 на квадрат ќе ми биде еднаков на R1 R на квадрат плюс R на квадрат, тоа е 2R на квадрат. P1 на 4πr на квадрат. P2 на поголемата топка, 4π R1 на квадрат. За P2 добивам 4π, за R1 на квадрат го заменувам ова 2R на квадрат. Го редувам тоа, 4 по 2, 8, 8πr на квадрат. Сега треба да докажам дека плоштината на цилиндарот е аритметичка средина од плоштината P1 и P2 на тие двете топки. Аритметичка средина беше збирот на податоците поделен со бројот на податоците. Во работната тетрадка ви запишано докажи дека P е еднакво на една половинка во заграда P1 плюс P2, ја се одлучи за овој облик, што е заедно. Плоштина на цилиндар е 6πr на квадрат. Затоа што цилиндарот е рамностран. Висината на цилиндарот е еднаква на 2 радиуси. Одиме од десна страна, уредуваме. Тоа врз 2 го препишавме P1, а за P1 имавме 4πr на квадрат плюс P2, а за P2 имавме 8πr на квадрат. Во броителот собираме слични мономи, ќе добиеме, левата страна ја препишуваме, 4πr на квадрат плюс 8πr на квадрат е 12πr на квадрат. 12 и 2 ги кратиме со 2 и ни остана овде 6, овде единица, на лева страна имавме 6πr на квадрат, еднакво на десна страна 6πr на квадрат. Докажавме тоа што од нас се бараше да докажеме, дека плоштината на цилиндарот е аритметичка средина од плоштините P1 и P2 на тие две топки. Ова носи 10 поени. Задачи број 5 од тестовите 9 и 10. А со тоа завршивме со видеоинструкциите на сите прашања и задачи од последниот 4 тематски тест по математика за сегашно 8 оделение во ова учебна година, по наредна учебна година 9 оделение. И посакувам среќа на последниот тематски тест, среќа на екстерното тестирање и успех при учењето во вашето понатамошно школување. Благодарам уште еднаш.